јавност, денес тема на дискусија во Собранието на Република Македонија се повеќе закони од областа на трудот и социјалната политика и сметам дека темата е доста значајна за граѓаните во Република Македонија, посебно за работниците и заслужува навистина едно внимание. Сведоци сме дека во изминатиот период многу закони во ова собрание се донесоа по скратена постапка со образложение дека измените во законите се мали и незначителни и тоа е причината зашто законите во ова собрание во повеќето случаи се носи по скратена постапка. Едно што сакам да потенцирам, а е карактеристично за овој собраниски состав е дека 40% од законите што се донесоа во изминатиот или овој собраниски состав се по скратена постапка, што сметам дека не е добро, бидејќи на овој начин законите се носеа на брзина, што од друга страна предизвика нефункционалност на голем дел од законите и институциите и нешто што во изминатиот период беше доста критикувано од сегашната власт, токму носењето на законите по скратена постапка, тие во изминатиот период го применува доста. И денеска законите од областа на трудот и социјалната политика, кои се 4 на број, се носат со поскратена постапка со образложение дека се врши само усогласување на законите со Законот за инспекцијски надзор и Законот за прекршоци кој што беше изменет во месец мај 2019 година. Меѓутоа, сметам дека не е така, односно дека измената на Законот за безбедност и здравје при работа, за кој што во моментот дискутираме, заслужува внимание, бидејќи има измени со кои што во голем дел јас лично не се согласувам, посебно во делот на измените, односно усогласувањето на овој закон за безбедност и здравје при работа и со Законот за прекршоци, односно нешто што моите колеги од власта го фалеа, јас сакам навистина да го искритикувам, бидејќи намалувањето на глоба, како глоба или глобите, значи и несоодветно примена на законот или на овој начин сметам дека примената на законот ќе биде многу полоша со намалувањето на глобите за прекршоци. И тоа се покажува со всушност и со бројните примери што ги кажа моите колеги кои што претходно дискутира, односно со примерите кои што ги изнесоа одговорница за делувањето на некои градоначалници врз нивните работници, односно насилието и загрозувањето на животот што го имаат предизвикано, а која е заштитата на настраданиот од другата страна со едно само обично извинување од страна на насилникот. И јас навистина се чудам како може моите колеги да го одобруваат тоа и да го оправдуваат и сега самите тие да велат дека е добро кога глобите според Законот за прекршоци се намалуваат. Напротив, сметам дека поголемите глоби обезбедуваат подобра и поголема примена и заштита на работниците, односно примена на било кој да е закон, посебно на законите што се однесуваат за заштита на работниците. Тоа е прво што сакам да го потенцирам во однос на ова усогласување, како што велат колегите, или измена и дополнување
на Законот за безбедност и здравје при работа, на усогласување со Законот за прекршоци. Друго што сакам да посочам во однос на законот е на вистина измените се мали, меѓутоа се значајни и сметам дека сега ова измена на закон нема да носи добро за работниците, односно нивната заштита при работа ќе биде намалена. Многу е значено во овој период да зборуваме за безбедност и здравје на работниците во Република Македонија, имајќи го фактот дека нивниот број се повеќе се намалува, посебно во последните години. Сведоци сме за тоа и од изјавите на Стопанската комора, која се жали дека бројот на работници во индустријата е намален. Исто така, сведоци сме, зашто нешто изборуваа моите колеги, дека бројот на иселени од Република Македонија е доста голем, посебно последната година. Зашто исто така секако дека голем удел во сето тоа има и заштитата однос на работникот на работното место. Друго нешто зашто сакам да зборувам е и што е многу вака воочливо во последниот период, а тоа е повикот од страна на Германија и на Австрија за барање на голем број на работници од земјите кои што не се членки на Европската Унија и од тој аспект сметам дека законите што се носат во државата, во нашата држава, навистина треба да бидат квалитетни, добри и со заштита на работникот, за да што повеќе работниците ги задржиме на нивното работно место, односно да останат во Република Македонија, бидејќи бројот на работници кои што имат настрадано на самите работни места во последниот период е навистина зголемен, што зборува за нешто друго, односно зборува за грижата на работникот на работното место и за тоа како треба да се носат всушност законите во ова собрание, односно каква треба да биде нашата грижа и однос кон работниците. Друго нешто што сакам да потенцирам, а тоа е во однос на измената и дополнувањето на Законот за безбедност и здравје при работа, еве во интерес на граѓаните сакам да потенцирам дека со овој закон всушност се уредуваат нели правата, обврските на работодавачите, правата и обврските на вработените, превентивните мерки кои што се превземаат или се пропишуваат со закон при разни професионални ризици, отстранување на различни фактори кои што можат да предизвикат несреќа при работа и така натаму. Меѓу другото, со овој закон исто така се утврдува и надзорот над примената на законот, и тоа преку Законот за инспекцијски надзор, како и Законот за прекршоци. Законот со ова измена и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа всушност се воведува еден нов институт, а тоа е опомената наместо едукацијата, која што постоеше досега како една мерка која што нели постоеше досега. И сега инспекторот кој што врши надзор врз работата, значи наместо едукација при инспекција на работа ќе врши опомена до одговорното лице
кое што е одговорно Благодарам. на работата. Благодарам. Има збор пратеник од Деспотовски Благоја, повелете. Заврши време.